Утрешниот лет на Визер од Лондон ќе биде последен за годинава од Велика Британија, потврдија за Алфа од владата. Патниците кои утре ќе влезат во земјава нема да треба да одат во карантин. Оти мерките кои ги донесе главниот кризен штаб ќе важат дури од среда. Состојбата со коронавирусот која излеза од контрола во Англија ги натера надлежните во земјава да го суспендираат авиосообраќајот. Но влезот во Македонија за жителите на островската земја нема да биде забранет. Тие ќе може да дојдат со прелети преку други земји, но и по копнен пат. Но ќе мора да одат во домашна изолација 2 недели. Новата мутација на коронавирусот за која властите во Англија информираа оти многу побрзо се пренесува. Крена паника во Европа. Домашните епидемиолози смируваат. Тоа што новиот вирус се шири побрзо не значи и дека е поагресивен. Од Центарот за јавно здравје велат дека допрва ќе треба да се анализира дали новиот тип на вирусот ќе ја направи вакцината неефикасна, бидејќи се уште немало доволно податоци за истиот. Според нив, ковид вакцината била едновалентна, односно намената само за COVID-19. И засега не се знае дали таа ќе делува и кај новата мутација на вирусот. Микробиологот доктор Никола Пановски пак тврди дека новиот тип на коронавирус нема да ја компромитира вакцината која веќе почна да се користи во повеќе земји во светот. Во меѓувреме, Комисијата за заразни болести не ја разгледува опцијата да предложи дополнителна мерка како воведување на задолжителен PCR тест за влез во Македонија, како што тоа го направија земјите во соседството. Новиот мутиран коронавирус покрај Велика Британија се појавил и кај пациенти во Австралија и во Данска.